гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Македонија го слави Илинден, 123 години од Крушевската република, 82 години од Асно. Битката на оваа генерација е да ги победи омразата, цинизмот и талогот што ја трујат Македонија, порача премиерот од Пелинце. Да ги надминеме поделбите и да зборуваме во еден глас за прашањата од национален интерес, порака на претседателката од Скопје. Македонија има обврска да го продолжи патот на илинденците и да не дозволи државата да остане заглавена. Илинденска порака на лидерот на СДСМ. Полицијата ги приведе револверашите од Гостивар. Унгарија пред енергетска криза поради ниското ниво на Дунав, исклучување на нуклеарната централа која произведува речиси половина од електричната енергија. Овие вести и детали за прославата на националниот празник Илинден. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Македонија го слави Илинден, честово Илинден, најголемиот национален празник на македонската државност, 82 години од Асном и 123 години од Илинденското востание и Крушевската република. Каква беше денешната агенда на државниот врв за одбележување на овој празник и кои беа пораките кои беа испратени? Тамара Дичовска прави целосен пресек. Само со години, туку со силата на идеалот што го пренесуваат генерациите. Денеска Македонија го слави 2 август, денот кога преку 2 историски настани во 1903-та, 1944 година беше извојувана слободата и беше потврден вековниот копнеж за сопствената татковина. Со Илинден и со Асном се покажа дека во Крушево се роди идејата дека слободата вреди повеќе од животот, додека во манастирот Свети Прохор Пчински таа идеја конечно доби државотворна форма, кажа премиерот Мицкоски во Илинденската порака. Во чест на празникот, владина делегација предводена од премиерот денеска го одбележи Илинден во меморијалниот центар во Пелинце, каде што со полагање свежи цвеќиња и со длабок поклон му дадоа почит на херојството на сите кои го вградија својот живот во темелите на македонската држава. Премиерот Мицкоски од Пелинце порача дека токму оваа генерација е последната која може да се избори со сите неправди и погрешни историски одлуки кои биле нанесени на Македонија. А за граѓаните, Илинден останува еден од најважните празници. Сетете се само пред неколку години какви беа односите на политичките сили. Колку граѓаните беа мајоризирани пред налетот на разноразни интереси на политички елити. Денес тие се длабоко во опозиција, распаднати помеѓу своите лични интереси далеку од столчињата на власт кои ним им овозможуваат удобен живот. Тие фотели на власт, тие ги држаа не со поддршка од народот, туку со предавства и отстапки кои ги правеа. Никогаш нема да го прифатам нивното однесување на отстапки кон прашањата кои се блокада на нашиот пат кон Европската Унија и никогаш нема да го разочарам народот. Јас предавства на штета на државата и народот, како што тоа се правеше во минатото, по ниту една цена нема да направам. Па да ви кажам право голема историја. Нешто што во светот го нема никаде. И тоа може да кажам. Македонија е голема од времето и не само од Османската империја и од време античката и што да ви кажам. И со тоа треба да се гордееме. 2 август, најголемиот македонски празник, треба секој што живее во Македонија и надвор да си го слави, бидејќи од тука почнува историјата на македонскиот народ. И од порано, меѓутоа, од тогаш почнуваат сите настани па навака. 2 август е едноставно пулсот, или како би рекла малце така уметнички, поривот за да се за да се надогради она што почнале со векови националното освестување дека постоела македонската нација многу одамна, и во античко, и после, и сега, и во иднина ќе постои. Би се гордееле ли асномците или илинденците за тоа во каква држава живееме денес? Не да ќе се возбудам вака емотивно, не да би се радували и биле среќни, туку ќе рече дека тие жртви што ги дале тие луѓе не биле залудни. Поголем празник нема од
1903 па навака 41-45 и до денешна Македонија. А во манастирот Свети Прохор Пчински, местото каде што на 2 август 1944 година најстариот делегат на АСНОМ Панко Брашнаров ја објави долгочеканата слобода со зборовите дека по сите претрпени робски маки и петвековни крвави борби, денеска конечно се ставаат темелите на македонската држава во која нашиот народ ќе го заживее среќниот живот што го заслужува. И денеска таму се одаде почит. Иако низ годините назад, поради црковните спорови на нашите делегации им беше скратено правото на ова свето место да одаваат почит, денеска споменот за АСНОМ достоинствено се одбележува од двете страни на границата. Во дворот на манастирот македонска делегација, предводена од министерот за внатрешни работи, ја пренесе пораката за вековниот континуитет на нашата борба. Потврда за новото поглавје и взаимното почитување беше и присуството на српскиот министер за евроинтеграција Немања Старович, кој истакна дека особена чест заедно со македонските колеги да се одбележи овој толку значаен ден за македонскиот народ. Низ историјата ги имало огромен број на херои наши кои што и животот го дале за до денеска ние го имаме ова кое што го имаме. Честа и почитите спрема нив продолжува и денес. Само на еден ваков начин можеме да покажеме дека Илинден е празникот кој што е гордост на македонскиот народ и гордост на сите македонци. Нам е посебно задоволство тоа што на ово место заедно sa нашим колегама и пријателјами из Владе Републике Северне Македонije обележавamo Илинден, сеќајуći се данас наравно и Илинденскog ustanka, ali prvog zasedanja ASNOM-a, koji predstavljaju veoma važne datume iz slobodarske istorije makedonskog. Да, покрај АСНОМ се чествуваше и 123 години од Крушевската република, како помине на Мечкин камен. Од Крушево, градот символ на пркосот, од каде што во 1903 година изгреа првата Крушевска република, подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски упати порака за една поинаква современа битка за Македонија. Собранискиот спикер Гаши пак од Египет го честиташе Илинден на социјалните мрежи. Милошовски, предводејќи ја собраниската делегација, предупреди дека демографијата и опстанокот на младите се нашата најважна иднинска борба. Подсетувајќи на херојството на Питу Гули, кој како сопруг и татко на 4 деца загина бранејќи го семејството и татковината, Милошовски порача дека илиндинците садеа дрво по чија сенка знаеа дека нема да седнат, но го засадија за идните генерации. Затоа, како што истакна тој, вистинскиот Илинден денес е одговорноста да создадеме семејства и да ги наполниме домовите и училиштата со детски џагор. Зошто без млади поколенија и без детски раце да положат венец, дури спомениците на слободата го губат своето значење. Крушево е град на символот борба за слобода и државност. Но денес има неколкукратно помалку првачења отколку во минатите децении. За жал, истото и во Прилеп, во Струга, во Дебар, во Струмица, во Куманово и во Скопје. Што ќе вредат спомениците ако нема детски раце кои следната година ќе положат венец пред жртвата на илинденците? Колку ќе вреди македонскиот јазик ако нема семејства кои што на своите деца ќе им го пренесат јазикот на предците? Ќе вредат ли училиштата кои се градат ако во нив го снема детскиот џагор? Браќа и сестри, нашето востание не се пушката и црешовото топче. Нашето востание е да се создаде семејство и да се воспитуваат одговорни поколенија. Демографијата е нашата нова борба за опстанок на Македонија. Никому не му ја должиме изборената држава, затоа никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, бидејќи секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја, порача претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во своето обраќање по повод одбележувањето на 2 август пред споменикот на Методи Андонов Ченто на плоштадот во Скопје. Партизаните и аснонците го вградија антифашизмот како суштинска и трајна македонска определба и еден од темелите на македонската држава. Нашата народно-ослободителна борба беше епохално, автентично дело,
а слободата не ни беше подарена од некој друг, туку сами се ослободивме со нашата 120.000 бројна народно-ослободителна војска. Значи, никому не му должиме за тешко изборената држава. Токму затоа, никој нема право да ја ревидира нашата национална историја, оти секој народ, па и македонскиот, има право на своја историја. Имаме долг кон историската вистина и кон асномската генерација, која што со крв извојува слобода и Македонска република. Учествуваше ли опозицијата и кои пораки ги испрати? Да, и опозицијата испрати свој пораки и честитки за Илинден, дел од Крушево, дел од Пилинце, дел на социјалните мрежи. Лидерот на СДСМ денеска беше во Крушево, каде положија цвеќе на споменикот Слива, кој е символ на саможртвата на македонските востаници во одбраната на Крушевската република. А представници од партијата одадоа почити во меморијалниот центар во Пилинце. Нивната жртва не беше за изолација, не беше за страф, не беше за поделби. Тие се бореа за слобода, за правда и за правото на овој народ сам да одлучува за својата судбина. Денес, повеќе од еден век подоцна, имаме должност да го продолжиме токму тој пат. Македонија не смее да остане заробена во минатото. Не смее да биде држава во која младите заминуваат, во која пензионерите едва и преживуваат, во која водата за пиење опасна, а институциите служат на тесен круг луѓе. Сеќавањето на Илинден има вистинска вредност само ако ни служи да градиме подобра иднина. Затоа ние се бориме за Македонија во која владее правото, а не партискиот интерес. За Македонија во која има чиста вода, достоинствени плати и перспектива за младите. За Македонија која е дел од европското семејство, слободна, демократска и просперитетна. Илинден беше одбележан и со различни актуелни политички пораки од опозицијските партии во кои покрај историјата доминира и темите за суверенитетот и меѓуетничките односи. Тамара Дичовска за чествувањето на Илинден. Да, Илинден го честита и Дуи и Влен, како и речиси сите политички партии, бележиме дел од пораките. Овој ден не подсетува на историските стремежи за слобода, еднаквост и правда, вредности врз кои се темели нашата република и кои го определуваат нејзиниот мултиетнички карактер, напиша владеачката Влен во честитката за Илинден. Одговорност на сите нас е да ги чуваме и унапредуваме овие вредности, градејќи модерна, праведна и рамноправна држава во која секој граѓанин ќе се чувствува почитуван и рамноправен. Само така можеме со сигурни чекори да ја водиме земјата кон европското семејство, стои во честитката од Влен. Опозицијската Дуи пак потенцира дека 2 август подсетува на еден од најблагородните идеали на заедничката историја, уверувањето дека слободата не се гради врз надмоќта на едните над другите, туку врз еднаквоста, почитта и соживотот. Духот на Крушево беше повик за држава во која албанците, македонците и сите заедници ќе ја споделуваат одговорноста и заедничката судбина. За жал, повеќе од еден век подоцна, наместо да му се приближуваме на тој идеал, ние се оддалечуваме од него. Наместо партнерство, повторно се враќа логиката на доминација, а наместо инклузивност се продлабочува исклучувањето. Албанците се повеќе се маргинализираат во државните институции, администратијата, демократијата, безбедносниот сектор, правосудството, образованието, културата, здравството, економијата и во процесите на одлучување што ја определуваат еднината на државата, вели Дуи. Со длабока почит и благодарност им оддаваме признание на илинденците, на борците на национално-ослободителната борба и на сите генерации кои со својата пожртвуваност, храброст и љубов кон татковината ги поставија темелите на независна и суверена Македонија, стои во честитката од Социјалистичката партија на Македонија. Илинден не е само сеќавање на славното минато, туку и силна инспирација за еднината. Во време на нови предизвици, нашата најголема сила останува единството, сплотеноста и љубовта кон татковината. Само обединети можеме да создадеме посилна, поправедна и поуспешна Македонија за сегашните и идните генерации и да го заштитиме и сочуваме македонскиот народ од недобронамерните посегање од надвор, велат од СПМ. Левица потенцира дека АСНОМ е правниот, политичкиот и
најморалниот извор на современата македонска држава, врвна политичка и револуционерна синтеза на вековната борба на македонскиот народ. Во изминативе 3 децении и СДСМ и ДПМН во свој стил, но со ист исход, лукративна цел и отсуство на визионерство, постепено ја испразнија и обезличија основската идеја. Ја создадоа државноста на политика на отстапки, послушност, сервилност, суверенитет во категорија што постојано чека туѓа потврда, компромиси на наша штета без црвени линии, подредување на државните интереси на дневнополитичките и надворешните диктати. Всушност, 3 децении СДСМ и ДПМН се надополнуваа во демонтажата на основските идеали, вели во честитката партијата на Апасиев. Либерално-демократската партија во својата честитка пак посочува дека од илинденците мора конечно да се научи најважната лекција. Во историјата никогаш не постоел идеален момент, туку постоеле луѓе со храброст да донесат одлуки. Борбата и жртвите од 1903 година го запалија огнот, Асном од 1944 година ја создаде македонската држава, а генерацијата од 1991 година ја запечати независноста. Ниту една од овие генерации не одлагаше, не калкулираше и не се криеше зад ефтини изговори. Вистинскиот илинденски пркос денес не се докажува со празни фолклорни пароли, туку со одлучност. Не смееме да дозволиме денешните политички калкулации да го претворат илинденскиот завет во маратонско исцрпување и децениско закотвување на нашиот народ како најсиромашен во Европа. Да не ги одлагаме решенијата, вели претседателката на ЛДП Моника Зајкова. Полицијата ги приведе револверашите од Гостивар. И денеска има нови 3 сомнителни хоспитализации на Западно-Нилска треска. Полицијата го расчисти случајот со скандалозното видео на кое млади на веселба пукаа со пиштоли. Приведени се 6 лица. МВР кај нив пронашла и оружје и муниција. Уапсени се 6 лица, а едно е повикано на информативен разговор по вчерашното пукање на семена прослава во гостиварското село Добридол. Полицијата соопшти дека меѓу приведените има 21 годишник, кој пукал заедно со својот татко, 46 годишник. Во нивниот двор се пронајдени 27 испукани чаури. На оружје и муниција имало и кај останатите приведени. По допрен глас, полициските службеници веднаш ги идентификувале лицата и кај нив е извршен претресот. Тие се лишени од слобода и кај нив биле продајдени 2 гасни пиштола, 1 пиштол, 1 ловна пушка, така што 30 куршуми од муниција од оружје, како и на лице место каде што било организирано семената веселба, биле пронајдени 27 испукани чаури од гасни пиштоли, како и 1 патрон од ловна пушка. Вчера на социјалните мрежи се појави видео каде млади лица качени на автомобил пукаат во воздух. Објавената снимка предизвика бројни негативни реакции на социјалните мрежи. Со оглед на строгата забрана за користење оружје по свадби и прослави. Законот предвидува парична казна од 200 до 500 евра за пукање кое ќе се наруши јавниот ред и мир. Но ако пукањето предизвика општа опасност, сторителот може да заврши во затвор од 1 до 5 години. Одма правила дека сите лица се приведени во полициска станица за понатамошна поставка, пошто се очекува да им бидат поднесени соодветни пријави. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. И денеска има нови 3 сомнителни хоспитализации на ефективната клиника со симптоми на Западно-Нилска треска. Официјално потврдени нови случаи нема, но здравствената состојба на тројцата кои се на респиратор и натаму е критична. Расте бројот на сомнителни на Западно-Нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести. Уште тројца скопјани со воспаление на мозок изминатото денонокие завршиле на болничко лекување. И за нив лекарите чекаат лабораториски анализи дали станува збор за Вест Найл вирусот. Сите тројца пациенти се суспектни на Вест Найл вирусна инфекција. Тројцата пациенти се од Скопје и кај тројцата е негативна епидемиолошката анкета, т.е. дека не патувале надвор од земјата. Тие се на возраст 64, 69 и 83 години. На инфективна со лабораториска потврда за Западно-Нилска треска има 10 пациенти, од кои тројца се на респиратор, како и 6 мина кои се со воспаление на мозокот и мозочните обвивки и се сомнителни на Вест Найл вирусот. Тие тројца што се
на одделот за интензивна нега им е покритична состојбата, но нема некое подобрување, тие се интубирани и се на механичка вентилација, додека останатите за сега се стабилни и се во одделот за невроинфекции. Во соопштението од Министерството за здравство за епидемиолошката состојба е наведено дека нема нови потврдени случаи, но во координација со Институтот за јавно здравје и други надлежни институции вела дека внимателно ја следат состојбата. Годинава се регистрирани најголем број на случаи на западно-нилска треска, а освен ова вектор пренослива болест. Има и 8 случаи на маларија, денга и зика. Сања Димитровска, Сител телевизија. Жителите на Крупиште на протести поради најава за затворање на училиштето во селото. Унгарија пред енергетска криза поради ниското ниво на Дунав, исклучување на нуклеарната централа која произведува речиси половина од електричната енергија. Информација дека од 1 септември се затвора училиштето во Крупиште ги извади на протест родителите на учениците. Се заканија дека доколку училиштето се затвори, ќе преземат радикални мерки. Родителите и учениците од Карвинското село Крупиште излегоа на протест пред училиштата зграда по добиените информации дека од 1 септември им се затвора училиштето. Срамота е вела двоместноста каде според археолошките наоди се тврди дека е создадена глаголицата во 21 век да нема училиште за нивните деца. И ово е стварно жално и неподносливо. Да одат сега да ги малтретират 20 километри за да ги попълнуват другите училишта, подрачни училишта и да и се попълне број. Тоа дете има 4 часа, а другите 7, кој ќе се грижи за тоа дете там? Како можат од прво оделение да го затварат школата? Ако не можат да одржат 2 школи, нека затворат општината. Со овој чин не само што ќе се депопуларизира селото, туку залудно ќе пропаднат и сите досегашни инвестиции. Инвестираа тука во спортско игралиште, инвестираа во секој компјутер за секој дете. Зашо овај објект така да пропадне, да биде запуштено, уништено, шом нема луѓе, нема деца, значи ќе се униште, ќе се руинира едноставно. Родителите се заканија дека доколку училиштето се затвори, ќе преземат радикални мерки. Школата мора да функционира од 1 до 9. Ако не ќе штрајкуваме и нема никој да оде на школа, ни нашите деца нема да одат, ама и на општина Карвинци нема ни едно дете ќе одиме пред школите, а нема да одат на школа. Градоначалникот на општината демантира дека училиштето ќе биде затворено, но нема да функционира како досега. Училиште ќе продолжи да работи со една паралелка во оделенската настава, затоа што бројот на деца во ова населено место во ово училиште изнесува под 10 или поточно број 9 деца од 1 до 5 оделение и го исполнува условот за една комбинирана паралелка. Се уште останува непознаница дали ќе продолжи со работа подрачното училиште во село Долни Балван. За Сител, Трајан Ристовски. Охрид пулсира во празничните тенови, топлото време ги наполни и плажите. Нина Ритоновска. Охрид за Илинден живее со полн интензитет. Градот пулсира 24 часа со бројните концерти, настани, манифестации за кои се бара карта повеќе журки буквално за сечи вкус. Хотелските капацитети се целосно исполнети, а иста е сликата и во приватното сместување. Реки од луѓе низ чаршијата и колони возила преполни плажи, ресторани и кафеани. Со сите збеднувања кои се дешаваат во овие 15-20 дена, влегуваме во таа топ сезона, пребукирано е, места нема по хотелите, се јавуваат, нели, на што треба се јават во 4-5 хотели да добијат место, тоа значи дека исполнетоста е на едно високо ниво. Новитетите околу понудите за овој период, значи освен тие забави за млади, Охридско лето и се тоа ни е собрано во едно. И има понуда за секој еден турист. Најголем прилив, нели, најмногу бројни би биле и домашните гости во овој период. Зборуваме домашни гости и за диаспората. Медицински тимови се грижат за безбедноста на бројните посетители ангажирани од организаторите на концертите во главниот туристички центар.
Нашите тимови се со укажување на основна прва помош и нормално се една надополна на итната медицинска помош. Располагаме со околу 50 на медицински лица, лекари, медицински сестри и укажувачи на основна прва помош, кои се волонтери кои што се на располагање да бидат дел од тие медицински тимови кога од нас како организација тоа ќе биде побарано. Сега ние сме во екот на туристичката сезона, нормално дека бројот на посетители е многу голем, има многу настани од музички, културен, спортски карактер. Еден апел до сите граѓани, сите туристи да бидат повнимателни, да се грижат за својата безбедност, бидејќи безбедноста доаѓа од сопствената одговорност, но и апел до сите организатори на некои настани, до општината, до сите владини и невладини организации кои што организираат настани да побарат од наша страна медицински тимови кои што ќе укажуваат основна прва помош на тие настани. Високите температури и напливот на туристи ги наполнија плажите до уште зерото. Оцрвениот кар со апел до бројните посетители да се грижат за својата безбедност. Апелираме до сите капачи посетители на Охридското езеро, како и до охриѓани, да ги почитуваат ознаките кои спасителите ги поставуваат на плажите, како што се таблите, информативните табли и како што се спасителните знамења. Исто и да ги почитуваат советите кои спасителите ги даваат. Секогаш се почнува, кога безбедноста е во прашање, секогаш треба да почнеме од самите себе. Безбедноста доаѓа доколку ние самите внимаваме, а потоа е спасителот тука да интервенира доколку се случи нешто. По завршувањето на концертите и забавите, најголемиот метеж се сели кај сендвичарите, киосите за брза храна на кеот, плоштадот и низ централното градско подрачје. Инаку Охрид со пригодни свечености го одбележува 2 август, денот на Републиката. Свеченостите почнаа синоќа во Велгошти со полагање на цвеќе на споменикот на илинденците, а продолжи и денеска со полагање цвеќе пред спомен од бележјата на илинденците во градскиот парк и кај Принтов мост и културно-уметничка програма. Нина Ритоновска, Сител телевизија.